На денешната пресконференција, директорот на Евробалкан Јован Донев и професорката Јана Лозановска изјави дека не очекуваат преговорите да завршат до крајот на оваа година, сметајќи дека овие преговори ќе траат долго. Од позицијата на Грција произлегува дека реалната цел на Атина е фокусирана кон обезбедување на историски ексклузивитет на античката историја и културното историско наследство. Сето ова е ставено во функција на сопственото монополизирање на имињата Македонија и македонци, што води кон директно и целосно негирање на интегритетот на македонската нација. Од аспект на меѓународното право, да покажеме дека едноставно Македонија не е еднаков партнер во преговорите во ниту еден момент од самиот почеток. Исто така дека имаме директно мешање во внатрешните работи на Република Македонија од страна на Република Грција, меѓутоа и од подписија на меѓународната заедница. Тоа се неколку аспекти. И вториот аспект, односно што мислам дека е исклучително важно во овој момент да се потенцира, е тоа дека едноставно инсистирањето на Грција на промената на името на Република Македонија всушност значи повикување на некаков принцип кој што не постои во меѓународното право, а тоа е разграничување на античка територија и современа територија. Република Македонија досега има направено многу, како што велат концесии кон Република Грција, и време е и таа да направи некои опстапки кон државава. Позицијата на Република Грција околу античкото минато на Република Македонија, дека инсистирањето на ексклузивитет е фактички само обид на еден или друг начин да се дерогира современата македонска нација и македонското национално малцинство во Грција. Република Македонија или македонската нација без територија, која е дух на секоја една нација, значи ова не е наша позиција, ова е позиција што цел се да признава. Територијата е дух на секоја една нација и без историјата на таа нација, значи без античкото и словенското минато, македонска нација нема да постои во овој вид кој што постои. Повикувањето на античкото историско минато како основа за негирање на правото за одредена суверена држава, за самоидентификација како и за оспорување на идентитет на одредена суверена нација има капацитет да стане опасен преседан на Балканот и Европа. Според Донев и професорката Лозановска, доколку македонската страна ги прекине преговорите за името со Грција, тоа ќе значи не за членување во НАТО, вето за почеток на преговорите за членството во Европската унија и во однос на стабилноста на Македонија и на регионот во моментот нема никаква закана. Република Македонија има потполно легитимно право да ги напушти преговорите, затоа што преговорите се прво незаконски, представуваат прекршување на повелбата на Обединетите нации, самите Обединети нации прекршија својата повелба и на крајот Република Грција прекрши времената спогодба. Тие посочуваат дека основната грешка е што воопшто се почнати преговори, укажувајќи дека на Македонија се уште недостига сериозна стратегија за преговорите, недоволно ја разбира суштината на спорот и недоволно е екипирана. Доколку се остане во преговорите, црвената линија е техничко прашање и треба да го опфаќа неотстапувањето од војната формула, која не се однесува на националниот идентитет, кој е од суштинско прашање.